Добар ден, дневник на К3. МВР денеска го утврди идентитетот на лицето чие тело вчера беше пронајдено во бунар во Борова шума во Кумановско Доброшане и соопшти дека станува збор за 31-годишниот Б.И. кој беше пријавен за исчезнат. Обвинителството соопшти дека е побран притвор за осомничениот Д.Д. во трајање од 30 дена кој беше приведен во полициска станица. МВР го потврди идентитетот на лицето чие безживотно тело беше пронајдено во бунар во близина на црквата Света Мина во Борова шума кај Кумановско Доброшане. Соопшти дека станува збор за 31 годишниот Б.И. кој се водеше како исчезнат од 26 јуни годинава. Инаку во денешното соопштение на полицијата се наведува дека околу 20 часот и 5 минути во секторот за внатрешни работи Куманово 29 годишниот Ф.Д. пријавил дека до бунарот кој бил во близина на црквата Света Мина имало траги од стапала и траги од крв. Увидна екипа од секторот за внатрешни работи Куманово излегла на местото на настанот, при што околу бунарот пронајдени биле траги слични на крв, а до бунарот пронајдена била една испукана чаура од непознат калибар, додека во неговата внатрешност бил пронајден непознат машки труп кој бил изваден од бунарот. Утврдено било дека се работи за Б.И. 31 годишен од Куманово, кој во пределот на лицето имал рана, најверојатно направена од огнено оружје. Телото го извадија нуркачи. Надлежниот јавен обвинител од основното јавно обвинителство Куманово, ценејќи дека има основи до судија на претходна постапка, поднесе предлог за одредување мерка притвор за осомниченото лице, што вчера беше задржано во полициската станица во Куманово. Во исто време, наредено е психијатриско вештачење на осомничениот, вештачење на материјалните докази пронајдени при претресот на неговиот дом. По извршениот увид, надлежниот јавен обвинител издаде наредба за обдукција на телото на починатото лице, наредби за вештачење на материјалните траги што беа подигнати од местото на настанот и наредби за претрес во домот во кој живеел осомничениот. 5 лица од Куманово заработија кривични пријави поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело насилство. Ова се и останатите настани од билтенот на МВР. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 5 лица од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. Пријавените на 31 мај околу 12 часот и 30 минути по полноќ на улица Доктор Рибар во Куманово го пресретнале ДС од Куманово и без повод и причина физички го нападнале оштетениот, удирајќи го по главата и телото пошто му нанеле телесни повреди. СВР Куманово поднесе кривична пријава против РЗ-50 од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело убиство во обид. На 12 јуни околу 19 часот БР, движејќи се со своето патничко возило во кое бил и сопатникот СМ, во еден момент од левата страна го забележал пријавениот како со раце му дава знак дека во торбата која ја носел има пиштол и дека ќе го употреби. Кога оштетениот застанал сакајќи да го праша зошто му се заканува, пријавениот го извадил пиштолот и испукал 2 проектила кон возилото во правец каде што седел оштетениот, погодувајќи го истото во пределот на вратата, пошто БР исплашен заминал. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 46 годишен кратовчанец поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело напад на службено лице при вршење работи на безбедност. На 27 мај годинава во период од 19 до 20 часот и 30 минути во спортската сала во Куманово за време на одигрување на кошаркарскиот надпревар помеѓу екипите Куманово и МЗТ Скопје од страна на публиката биле фрлани различни предмети врз гостинските играчи, поради што околу 20 часот и 30 минути бил прекинат надпреварот и било побарано да се испразни салата за да може истиот да продолжи. По ова од страна на единицата за брзо распоредување било постапено за празнење на салата, пошто пријавениот физички нападнал полициски службеник, удирајќи го во пределот на рамото, пошто истиот паднал од скалите на трибината во салата. Продолжуваме со други теми. Наскоро жителите на општина Кратово ќе добијат нов модерен простор за пазарување. Современиот пазарски објект во централното градско подрачје се гради со финансиски средства од заем од Светска банка, а се очекува да биде готов до крајот на есента. Во тек се интензивни активности за изградба на нов покриен зелен пазар во Кратово, кој ќе ги задоволи потребите за пазарување на жителите од градот, но и од околните села. Зад изградбата стои општина Кратово, преку проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Светска банка во вредност од околу 32 милиони денари. Само сега го уредуваме, значи ќе
ќе биде затворен тип на пазар од трите страни и ќе можат граѓаните на општина Кратово во едни нормални услови да вршат пазарување на стоките. Во Кратово постои традиција секоја сабота луѓето да одат на пазар и луѓето од селските населби донасаат земјоделски производи, а луѓето од градот одат да пазаруваат и да се видат, повеќе да си разменат искуства, мислења, да се видат, да си поразговарат. Значи, пазарот се гради според динамиката, обезбедени се средства од кредит од Светска банка од околу 32 милиона денара, на тендерот паднаа цените некаде околу 27 милиони. По утврдената динамика се одвиваат работите и се надеваме дека до крајот на годината, може би порано крајот на есента, ќе биде завршен пазарот и ќе биде еден стварно добар објект. Продавањето на производите ќе биде распоредено во согласност со трајноста и типот на намирниците. Една од најзначајните придобивки од овој проект е подобрувањето на санитарните и хигиенските услови за корисниците, со изградба и поврзување на објектот до инфраструктурната мрежа на градот. Почнавме и со уредување на паркинг просторот, значи исто ќе биде уреден во ист стил како и пазарот, ќе има оградни зидови од двете страни на улицата и ќе има тротоар од околу 1,40 до 1,50 како дозволуваат условите. Ќе биде направен во еден стил како што и пазарот, обложен со трвертин, така да влезот на градот од улицата Свети Ѓорги Кратовски ќе биде среден. На крајот, кога ќе заврши уредувањето на паркинг просторот и изградбата на пазарот, ќе асфалтираме и улицата од автобуската станица до мостот кај Кратис, така да целосно ќе биде уреден овој дел од градот. Нов бран поскапувања ќе удри по джепот на пушачите. Од утре цигарите поскапуваат за 3 денари по кутија, но дали зголемените цени ќе ги мотивираат пушачите да се откажат од штетната навика. Цигарите поскапуваат за 3 денари по кутија. Согласно планот, веќе од наредната година тие ќе поскапуваат по 4 денари годишно. Но дали повисоките цени ќе ги мотивираат пушачите да се откажат од цигарите? Па нема научиле се да си пуши, ќе си пуши дали. Колку да се скапи не е битно. Не е битно. И за леп ќе трпи, цигаре ќе купи. Некој ќе се откаже, некој не. Кој има пари ќе пуши, кој нема да пуши. Ќе мотел качак. Ја немам тој проблем. И 200 динара да биде, ја ќе пушам пак. Мислам не. Мислам дека не. Кој пуши нема да се откаже. Според лекарите, пушењето е ризик фактор за огромен број болести и нема орган во организмот каде што не предизвикува штетни ефекти. Тие апелираат пушачите да се откажат од штетната навика, а младите воопшто да не посегнуваат кон цигарите. Истото го порачуваат и некои од анкетираните граѓани. Пушачи баш не би се откажале. Па не би кажала ја такој. Зашто ga производе бре лев 20 динара, цигара 80 динара и 100. Ама јас сум била пушач, али се откажа. Како? Цврста волја и Треба да се укине да нема и цигарете уопште. А сак никад не би почнала да пушу, никад. Што им порачувате на некој пушат? Одма да оставим. Одма! Боле да узнем Да. сладко, да јадев, да пиев, не. а не да пушев цигаре. Тоа е штетно по живот. Многу. И се кају што толку време сам пушила. Не можу да се опросту сама на себе. Значи, никад да не почне некој да пуши. Истражувањата покажуваат дека македонските граѓани се меѓу најстрасните пушачи на Балканот. Се проценува дека во нашата држава има околу 700.000 пушачи кои трошат вкупно 11 тони цигари, од кои на жител отпаѓаат по 5,5 кг тутун. Со испушените цигари тие во Чад претвораат 87 милиони евра годишно. Во Куманово се одржа средба на фокус група на представници на граѓански организации, на која представници на граѓански организации разговараа за учеството на граѓаните во донесување на одлуки на локално ниво. Граѓански организации од североисточниот регион денеска остварија средба со представници на Фондацијата за развој на локалната заедница, на која дебатираа колку граѓаните и представници од граѓанските организации учествуваат во процесот на донесување одлуки на локално ниво. Оваа средба е дел од проектот за јакнување на партиципативната демократија, финансиран од Европската Унија. Во рамки на проектот претходно биле извршени интервјуа со градоначалници од повеќето општини, советници, била извршена анкета со граѓани и еден од сегментите на истражувањето е да се увиди мислењето на членовите на невладините организации преку организирање фокус групи.
Првиот чекор е да се согледат состојбите, врз основа на тоа од септември ќе започнеме со регионални дебати каде што ќе ги презентираме резултатите и ќе бараме консултација со граѓаните и со општините што со тие резултати, односно како да ги подобриме практиките, да дадат препораки, а подоцна ќе се формираат и регионални работни групи кои што ќе работат подетално на развивање на тие препораки и секако подоцна лобирање кај надлежните институции за имплементација на истите. Значи, интересот е да се согледат кои се тие механизми кои што се најефикасни и најефективни, што стварно ќе ги потикнат граѓаните активно да учествуваат и да придонесуваат во градењето на локалните заедници. Интересот е да се согледаат механизми кои се најефикасни и кои ќе ги потикнат граѓаните активно да учествуваат и да придонесуваат во градењето на локалните заедници. Досега извршени биле повеќе средби, останува да се реализира средба со граѓанските организации од Вардарскиот регион. Регулаторната комисија за енергетика денеска ја соопшти новата поевтина цена на струјата. Од утре 1 јули граѓаните на Република Македонија ќе плаќаат пониска цена од 0,25% за искористена електрична енергија. Од 1 јули годинава цените на електричната енергија за домаќинства ќе се намалат за 0,25%, како што соопшти денеска председателот на Регулаторната комисија за енергетика. Причина за поевтинувањето се помалите трошоци што ги пријавиле енергетските компании. Кај елен производствените цени се намалуваат за 0,01%, кај МЕПСО за 7,99%, а кај ЕВН дистрибуција за 9,71%. Ова е втора година поред како поевтинува струјата за домаќинствата. Минатата година се намали за 0,33%. Според последните податоци од Евростат, Македонија плаќа најевтина електрична енергија во Европа. Председателот на владеачката партија ВМРО ДПМН Никола Груевски ја заврши дводневната работна посета на Брисел, каде што оствари голем број важни средби со високи представници на Европската унија. Председателот на владеачката партија ВМРО ДПМН Никола Груевски ја заврши дводневната работна посета на Брисел, каде што оствари голем број важни средби со високи представници на Европската унија, од кои најважни беа оние со еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан и со председателот на Европската народна партија Жозеф Дол. Според информацијата од средбата на Груевски и Хан, тие двајцата имале отворен разговор во кој според Груевски ги допреле сите теми што ја засегаат Република Македонија. Груевски се сретна и со европратениците Мекалистер, Рубик, Нейблер, Вајгл, со првиот човек на најголемата политичка партија во Европарламентот Жозеф Дол, како и со председателот на третата политичка сила во Европа, европските конзервативци и реформисти Јан Захрадил. Со господинот Жозеф Дол имавме многу отворена, искрена комуникација и разговор. На средбата ги разгледавме сите поважни работи поврзани со Македонија во правец на реформите што треба да бидат направени во идниот период и на она што работиме и сме подготвени да работиме. Се разбира, разменивме информации што се поврзани и со тековните процеси во Македонија, со политичката криза и начините на нејзиното надминување. И пред се, тоа ставено во контекст на натамошен исчекор на Република Македонија, кон преговори за полноправно членство во Европската унија. Истакна Груевски по средбата со Дол. На крајот од вториот работен ден од неговата посета на Европската престолнина, лидерот на ВМРО ДПМН ги сумираше впечатоците од неговата посета, која според високото ниво на соговорниците покажа дека Европската унија и тоа како смета на Никола Груевски како на важен соговорник за македонската евроатлантска иднина. Турската полиција уапси 13 лица поради нападот на аеродромот Кемал Ататурк во Истанбул. Вести од Свето денеска. Турската полиција привела 13 лица осомничени за нападот на аеродромот Ататурк во Истанбул, јавуваат странските медиуми. Според првите извештаи, тројца од 13 уапсени се странски државјани, додека останатите се турци. Еден од тројцата странци е руски граѓанин од Дагестан, а другите двајца се од Киргистан и Узбекистан, тврди турскиот весник Милиет. Во нападот на аеродромот Ататурк биле убиени 42, а 239 лица биле ранети кога се разнеле бомбашите самоубици. Од вкупниот број на жртви 13 биле странци.
Италијанска крајбрежна полициска контрола заплени албански моторен чамец натоварен со 170 кг марихуана во реонот меѓу градовите Бриндизи и Лече. Според полициски извори, чамецот кој доаѓал од Албанија бил пронајден во меѓународните води, но лицата кои биле во него го напуштиле и побегнале со друг чамец. Чамецот прво бил забележан од германски хеликоптери од Европската контролна мисија во Медитеранот, пошто веднаш биле известени италијанските власти. Италијанската полиција го запленила чамецот и дрогата, но не успеала да ги пронајде и лицата кои ја шверцувале марихуаната. По одлуката на мнозинството британци за Брекзит, Европската комисија планира да ја лансира идејата сите земји членки на Европската унија да го воведат еврото како национална валута, објави лондонскиот весник Daily Express. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, како што се верува, сака секоја земја членка да го воведе еврото, откако на 23 јуни граѓаните на Британија гласаа за Брекзит, наведува Daily Express. Според весникот, Јункер инсистира на забрзување на европската интеграција на тој начин што и преостанатите 8 земји членки на Европската унија кои сега користат сопствени национални валути би ги замениле со еврото. Станува збор за Бугарија, Данска, Полска, Романија, Унгарија, Хрватска, Чешка и Шведска. Пакистанката Малала Јусафзаи, активистка што се залага за право на образование и преживеа напад на талибанци, стана богаташка за помалку од 4 години поради големата продажба на книгата за нејзиниот живот, како и со говори ширум светот. 18-годишната Јусафзаи е најмлада личност што добила Нобелова награда. За своите говори таа наплаќа по $152,000. Нејзините мемуари Јасум Малала, објавени во 2013 година, се продадени во 287,000 примероци во Британија, со што заработи 2,2 милиони фунти, а во светот се продадени околу 1,8 милиони примероци. По неколку дена интересни надпревари заврши популарниот турнир во мал фудбал Видовдан 2016, а победник е екипата на Форшпет која во финалето го совлада Босем со 2:1. Во големото финале пред полни трибини во спортско-рекреативниот центар Соколана, екипите на Форшпет и Босем прикажаа завидно фудбалско знаење. Мечот одлично го се одбиваше за Форшпет, кој успеа да победе со 2:0, а Босем до крајот успеа само да го ублажи поразот. Членот на победничката екипа Гоце Илич истакна дека неговиот тим заслужено стасал до победничкиот пехар, воедно истекнувајќи дека вакви турнири на градот Куманово му се потребни. Па видите вака, ние видовте и сами дека малку подобри беме од ова супротна екипа и го реши тоа, што поспремни сме, подобри, појаки тоа. Треба да има повеќе, ова е за поздрав што има ваков турнир, што се одржува секоја година. Треба и повеќе да има турнири, подобро младите да играат фудбал, него да идат по други работи. И сега овој турнир е фактички за поздрав. За најдобар стројство турнирот е прогласен членот на Форшпет Кристијан Златковски, додека најдобар играч е Иван Крстевски од Босем. Од рацете на Мути Борич беше предаден пехарот на победничката екипа, која реално најмногу прикажа на турнирот. Целиот турнир мощно и успешно беше организиран од страна на српската заедница во Македонија, а за следната година, како што рекова, традиционалниот турнир и понатаму ќе продолжи да се одржува. На Европското првенство во фудбал мечевите влегуваат во четврт финалната нокаут фаза, а најинтересната двојка е дуелот помеѓу селекциите на Италија и Германија. Другите двојки се Белгија, Велс, Франција, Исланд и Португалија, Полска. Легендата на македонскиот фудбал, голманот Драган Мутиборич, смета дека Италија е главен фаворит на Европското првенство, а во најтесниот круг ја смести и селекцијата на Белгија. Господин Мутиборич, на програмата на Европското првенство во фудбал се четвртфиналните двојки. Напревар кој предизвикува најмногу внимание сега дуел помеѓу селекциите на Германија и Италија, од кој се очекува големи возбудувања. Мала предност давам на Италија поради тоа што се поголеми мангупи. Ови се пословично со трчање многу јаки, така да германци осим добар отпор, мислам дека малу предност ќе дадам мала предност на Италија. Ајде ги прокоментираме и оние три преостани четвртфинални двојки, Португалија, Полска, потоа напредот помеѓу Белгија, Велс и Франција и против селекцијата на Исланд. Па Португалија за мене е мали фаворит.
мада не треба се подценува многу ни Полска. Меѓутоа, приметили смо дека сите овие надпревари махом беа по едно голче. 1-0. Ја мислам дека само еден резултат беше 1-1. Што ми кажува дека сега уште повеќе може да биде се да решава по едно голче. И според тебе, кои ти две селекции ги гледаш во големото финале на 10 јуни? Дека по мене Белгија е озбилен фаворит, поради тоа што во припремниот период сите ги тепаше со леснотија, а и у ово првенство изгледа добро игра. Италија е број 1 фаворит, па друг фаворит ќе биде Белгија, Германија трет, и овие Поljska и Исланд не би ги ставало во фаворити. Мада никад не е ништо сигурно. За крајот уште едно прашање накратко. Според тебе, што мислиш, кој фудбалер ќе биде најдобар на ова првенство? Ја мислам Джиджи Буфон, пошто сум јас голман, а брани прекрасно секаде, на секое место, добра проценка, добро се, така да типувам на Буфона. Во секој случај, љубителите на фудбалот со нетрпение ги очекуваат четвртфиналните мечеви, пошто ќе ги добиеме и полуфиналните двојки. По дебаклот на Европското фудбалско првенство, чилните луѓе на Англија интензивно трагаат по нов селектор, откако Судгейт ја одби понудата. Гарет Судгейт ја одбил понудата на Фудбалската федерација на Англија привремено да го преземе кормилото на гордиот Албион. Според вестникот Guardian, актуелниот селектор на младинската селекција порачал дека не го интересираат краткорочни понуди и дека нема намера да го замени Рој Ходжсон на англиската клупа. Како алтернативни решенија за нов селектор на Англија се споменуваат и Арсен Венгер, Брендан Роджерс и Славен Билич, но засега ниедна опција не е сигурна. Председателот на Федерацијата на заменување Грег Дајк отиде до таму што јавно се запраша зошто некој би сакал да стане селектор на Англија. Англија остана без селектор по шокантниот пораз од Исланд во осмина финалето на Европското првенство. Рој Ходжсон по поразот поднесе неотповликлива оставка, а Федерацијата како најдобро преводно решение го гледаше 45 годишниот Гарет Судгейт. Но поранешниот англиски репрезентативец ја одби понудата, што значи дека англичаните ќе мора летово брзо да бараат друго решение за селектор кој ќе ја предводи селекцијата во квалификациите за светското првенство во Русија. Холандскиот интернационалец Грегори Ван дер Вил потпиша договор со турскиот гигант Фенербахче. Откако го напушти францускиот prvак ПСЖ како слободен агент, Ван дер Вил одлучи да ја прифати понудата на турскиот великан, според која ќе заработува 2,2 милиони евра годишно, плюс дополнителни бонуси, доколку клубот освои трофии во периодот додека тој е дел од клубот. Холанѓанецот потпиша 3-годишен договор со можност за продолжување на соработката на уште една дополнителна сезона. Ван дер Вил треба во новиот клуб да се приклучи на 4 јули. Тој имаше неколку понуди од Американската фудбалска лига во САД, но сепак се одлучи да остане во Европа и во иднина да го носи дресот на Фенербахче. Времето во Македонија сончево и топло со мала облачност. УВ индексот е 8. Тоа беше се што подготвивме. Ви благодарам што не следевте. Пријатно попладне.